Дали пациентите болни од COVID-19 се ставаат предоцна на респиратори? За оваа дилема за Алфа отворено проговори професор доктор Зоран Спировски. Според него, тврдењата на надлежните дека секаде во светот над 90% од луѓето на респиратор ја губат битката со COVID-19 не се точни. Не сум сигурен колку навремено се поставуваат пациентите на респираторна машина, но би сакал од овдека да поставам едно прашање: дали и колку од нашите пациенти кои биле поставени на респираторна машина дошле во ситуација да бидат екстубирани, извадени од тоа асистирано дишење и колку од нив успеале понатаму да стигнат до крај на тешкиот процес на излекувањето. Според доктор Спировски, постојат методи за да се избегне состојбата пациентот да биде ставен на респиратор. Физикална терапија, пред се, забрзување на процесот на искашлување на тој густ секрет кој ги запушува дишните патишта, употреба на специјални неинвазивни апаратциња за дишење кои под притисок на болниот му даваат воздух, односно кислород, со единствена цел да максимално се одложи или се избегне пред се поставувањето на пациентот на асистирана вентилација, како што ние кажуваме. Спировски тврди дека е потребен поголем медицински кадар кој знае да работи со респираторите, но и нивно доедуцирање за истото. Состојбите какви што се сега и потребата од повеќе стручни лица кои може да ги водат машините го поставува прашањето, односно го поставува проблемот на доедукација на кадар, помлади лекари кои се помалку искусни да се благовремено едуцираат како би можеле адекватно да одговорат на сите овие медицински постулати како треба еден пациент да се води на респираторна машина. И покрај тоа што лекарите велат едно, министерот Филипче друго. За јавноста и понатаму останува нејасно зошто умираат речиси сите пациенти што завршиле на респиратор, меѓу нив и млади луѓе кои немаат други хронични болести. Министерот секогаш без конкретен одговор. Тој само се повикува на светските искуства дека над 90% од пациентите на респиратор ја губат битката.